веќе најавме утринава со Елена дека ќе биде бул раси, префиксот ќе го ставиме како за сите оние. А како рековме, англиски, француски и американски расист. Повторно ќе Здраво. Топло добро да. Овој пат со Срна за прв пат излегува пред јавност и пред македонската публика и многу кротка, многу мирна ни е Срна. Да, Срна за прв пат е воопшто и надвор некаде на гости. Ама гледам дека е платонска љубов како те нима. Она повеќе е врзана кон нас дома, така да секој излагање на надвор е го имаме овој карактер што го имаме сега во студио. Иначе од асортиманот од куќата на гремлините од Гремлин Каускена. И Срна ни доаѓа таму. Да, може да се пофалам дека е моје производство. Значи една од можам да кажам предизвик боја да добијам во генетиката во напарење кое го париме. Спарене од интернационални родители, има интернационално потекло, така да она е веќе во фаза кога ќе почнеме веќе од пролет да ги посетуваме со незе кинолошките манифестации. До сега нема посетено? До сега не. До сега само внимававме на нејзиниот раст, на нејзиното оформување и сега повеќе на пролет, таму некаде кон априлските кинолошки манифестации, најголем дел надвор, ќе почнеме со нејзино учество и јас како да кажам 12 годишен гледач, не се сомневам дека она ќе има многу убави резултати, не за жаби остив од село Легува, се одрос само така? Не ја да си ја чувам. Сериозно, се поголема експанзија се случува последниве неколку години на булрасите во Македонија, со оглед на тоа дека само ти 12 години си ја негуваш самата раса во Македонија и гледаш да ја прошириш. Па јас кога почнав искрено марше со француски булдог и обично кога ќе посетевме градскиот парк, нели простор кај што ќе може да ги шетаме милиците, луѓето кога ќе не видеа со оваква збршкана фаца на кученце и диши и грофта кога диши, мислеа дека чуваме кучиња кои се опасни и кои се за борба. Меѓутоа, верувајте дека едно зајче ако имате дома може многу повеќе да биде агресивно и да ви хиперактивно отколку што може да очекувате булдог. Во последниве 25 години буквално експанзија на сите булраси во цел свет. Кој може би најзастапената раса е француски булдог и она го носи тоа име на булдог и е носител во тие булраси за кои ќе говориме денеска. Зошто е најбарана, најчувана и една од поскапите. Затоа што изобилува со својот карактер, многу малку бара внимание, многу малку бара хигиена, а добивате едно кученце кое буквално е пентиум, си го програмирате да биде според вашиот биоритам и според вашите обврски. Јас дома имам повеќе булдози, во моментов имам 6. Верувајте како ќе ги оставам дома и кога ќе заминам на работа, така ќе ги најдам по планета. Доаѓаат гости, тие се повлекуваат. За хигиенски навики веќе не правиме тука муабет за еден ден, се учи каде треба да мочка, каде треба да кака. За шетање се едноставни, дружба со дечиња, дружба со бебиња, дружба со други кучиња, цивилизација, значи нема никаков проблем. И тоа прави да една од најбараните и најпосакуваните миленици воопшто во целиот свет. Не за жабе нивната глава, ова збрчкана фаца на гремлин, се појавува како маскота на многу брендови, на клубови, на спортски клубови како лого, така да е во експанзија и се уште ќе биде. Мислам дека во моментов од оние салонски раси не постои некоја раса приближно колку што ќе може да го стигне поборувањето на булрасите. Тука спаѓа англискиот булдог како една од поголемите раси. Таа е борба измеѓу. Која е разликата да речеме помеѓу овие три раси на Так, американскиот е најголем и тој се чува, тој не е салонски меник, тој се чува во двор, го создале американците 1500 година. Меѓутоа светската кинолошка организација FCA се уште го нема признаено како куче кое ќе може да се надпреварува во убавина. Во моментов во Америка има специализирани изложби и еден друг сојуз АКЦ, американски стандард, таму е внесен и може да се надпреварува. Меѓутоа во Европскиот кинолошки сојуз се уште се работи за признавање на расата американски булдог. Тоа е најголема верзија од булрасите. Ако го гледаме цртано Том и Джери, Том впрочем, булдогот кој што се појавува многу често во игрални цртани. Сивиот е кучето кое е американски булдог. Американскиот булдог. Порано ги чувале за борба со бикови и него и американскиот булдог и англискиот. Меѓутоа откако тие обожувалници на времето се забраниле да се прават тие борби,
Пари луѓе, претежно аристократи од аристократско семејство, ги зимаат неколку примероци, ги носат во цркви, ги носат на пристаништа, ги носат по разни фарми и така обстанува расата. Американскиот булдог во Македонија исто е застапен, имаме неколку примероци. Исто има нула агресивност, но мора да се поставиме многу авторитетно према него, затоа што сепак од булгарците највеќе се задржи она мана, да кажем, да знае понекад и да биде непријатен, доколку му влезете во двор, доколку го нападнете неговиот собственик, знае да биде тоа како опасен. И таа раса ја препорачувам исклучиво само за надворешни усовичувања, значи во двор, за бугличка, поголеми дворни површини. Или кои имаат плацеви, места каде што може да се дозволи да чувате на американски булдог. Значи имате миленик, имате и чувар. Имате и бодигард. Да, буквално бодигард, не зажабе ги имаме оние бечови на рагби клубовите во Америка, како сигурно си видел со боцки околу вратот, тој е американски булдог кој е многу познат. Во Америка можам да кажам дека е пето најзастапено куќе и тоа како си го сакате си го чуваат. И е нивна гордост. Англискиот булдог, затртаниот филм англискиот булдог и францускиот е борба помеѓу англичаните и французите. Првата огледувачница за француски булдог е направена, е регистрирана во Англија, меѓутоа Франција си ја превзема расата како земја која почнува многу на брзина да се шири со одледувањето. И некако си ја заштитува, веројатно, самата раса. Тоа е исто како имате афганистански хрт со потлевка од Афганистан, а е американска раса. Значи французите си ја зимаат, трае таа борба измеѓу нив кој ќе биде, дали ќе се вика англиски или француски булдог. Ја губат битката англичаните и со пари на вкрстување во 1530 година се појавува тој англиски булдог. Во моментов можам да кажам дека исто меѓу топ 10 барани раси. Англиска гордост, куќе кое секој би посекал да го има во својот дом, меѓутоа доколку имате ви англиски булдог и бидете спремни, тоа ќе кажеме во делот кај нејата, каде што од сите овие три типа на булдог, англискиот булдог е тоа како покомплициран за одржување. Он потекнува од Англија, тука почина неговата генетика. Англија е важна земја, важна клима. Премногу жешко 40 степени не трпи, премногу ладно не трпи. Самото тоа што го носат во овие земји прави да се митари енорно, значи кој чува англиски булдог мора да биде дома спремен на 3-4 пати митарење. И тоа сега се решава во груминг студијата многу лесно, меѓутоа дома ќе изложам ако кажам дека нема да видите влакнес. Да, он се митари затоа што тоа нивно митарење два пати од важна земја, нашава клима и тоа како не му одговара. Е раса која качува многу брзо килограми и која има многу слабо срце, односно самата генетика и тоа парење да се зачува расата, довело до ситуација да кучињата имаат инцестни парења и тој инцест се повел да имаат и слабо срце како аномалија и дисплазијата ќе не се засплазена. Веќе генетиката се уништува со следните родовници. И затоа мора да внимаваме кога ќе купиме англиски булдог да побараме тестови соодветно направени од ветеринарни факултети, каде што се снима нивното срце, работа на нивното срце, поставеноста на срцето, затоа што многу е битно да знаеме англискиот булдог, па и францускиот, од каде го купуваме и кој стои позади тоа. Они се кучиња со скратени дишни патишта и нивното дишење и тоа како е тежнато, поготово во летниот период, така да доколку и не запазиме на срцева снимка, тогаш не имаме дома да кажам ситуација каде што ќе мора да бидеме под стрес дали нашето куче ќе преживее лето или зимава. Така да затоа беше онаа тема внимание при набавка на кученце која обработивме, затоа што самата популарност на расите го направи тој бизнис, да многу луѓе се не пазат како ги чуваат само ради пари и ги уништуваат овие булраси кои и тоа како се нежни и како треба внимание и знаење и некој да стои позади вас доколку прв пат чувате кученце. Значи тоа може би како една главна карактеристика на која што треба да внимаваме, значи дишните патишта да речеме е една нивна мана или аномалија да речеме. За дисплазија на колкови лакти и снемено срце. Тоа е тој сертификат кој треба да го имаме. Кај нас на Балканов многу немаме ни установа која може да го сними тоа. Тоа сега да прашам го спомна факултетот, кај нас дали би можело да се направи? За жал се уште немаме таква технологија. Имаме ни супер стручњаци и професори, меѓутоа се уште немаме таква технологија кај овие булраси кај што може да направиме таква снимка. Но тука веќе најблиску мислам дека има во Чешка, каде што се прави такви снимања, некој што многу, така да секој иден одгледувач
пред да си набави женки да се пали и да сака да прави репродукција, многу е битно да ги направи тие соодветни тестови. Не за жаба ќе каже Марко, кога ќе ме прашаат обично за цена за кученцата и кога таа цена ќе изнесува малце поскапо од она што се навикнати поогласи да го гледаат, јас имам потешкоти да им го објаснам ова затоа што ние професионалните гледувачи внимаваме и тоа како на овие работи кои се од круцијално значење за да чувате еден убав милник дома. Ова е нешто гремлинче кој ќе живее со вас 15 на години. Дечињата, целото семејство ќе се врзе кон нив. Мора да знаеме што имаме дома. Спие со нас, јаде со нас, тој веќе дел од фамилијата и сакаме кога веќе ќе окупиме да не биде член од дом. Со оглед на тоа дека сепак стана збор, ајде условно кажано, освен америчкиот булдог, за салонско куче. Лесно се адаптира, да речеме, доколку го земеме со нас или го понесеме на патување. Да, веднаш, значи, гледате, она е веќе адаптиран и не е уплашено дека во студио, само сака да си го види собственикот до донеси. Тоа како во случајот гледам поврзано са ваше. Многу е битно кај нив да се напомене дека се кучиња кои имаат премногу емоции. Кој нечи англиски или француски булдог не може да го знае тоа. За американскиот, кажем, и така со оглед на тоа што е нели не е салонско куче, него е куче кој повеќе чува објекти и е чувар. Англискиот и францускиот булдог и тоа како имаат емоции и многу тажат доколку ги напуштите, доколку ги оставите, доколку сега го земете па го препродадете, дадете или слично, верувате дека е раса која многу ќе таши. Може нема на прв пат да го покаже тоа, може нема да го приметите, но ние вистинските гледувачи кои сме веќе влезени во нивниот карактер, веднаш ќе познаеме дали кучето е стрекно или е нестрекно. Така, ако веќе го зимаат, нека го зимаат за уште еден член, буквално за да се поврзаме. Околу исхраната, она што кажав дека многу е битно кај овие булраси, се многу стрмни раси. Да, и се хибридна раса, мора да кажем, едниот и другиот булдог. Мора да пазиме на целокупната исхрана во целиот ден, колку масти треба да внесе, колку јагле хидрати треба да внесе, но сега е полесно со новите брендови кои скачаат на пазарот. Да се забележат. Важно е кога отидете да не отидете во маркет, купите храна, дека во маркет нема кој да ви објасни како да го храните вашите кученци, него таму се она економска класа на храни. Ќе се отидете во специјализирана продавница, кај спремен човек кој веќе има пар семинари, пар едукации за правилна исхрана на кучиња, кој ќе ви каже според нивната големина и тежина, кој бренд според нивниот квалитет на крзно, кој бренд на храна ви го препорачува и колку грама, значи збориме за грама, треба еден булдог на дневно ниво да конзумира. Францускиот булдог до својот 6-ти месец, додека да речеме ја фатил на возрастна категорија. Ете така како што е стрна сега во моментов, треба да конзумира некаде од 200 до 250 грама дневно на 3 пати. Значи таа да се подели да речеме околу 70-80 грама во вие 2 пати и од година потоа се рани само еднаш. Извинете, но јас таа форма и не ја почитувам, него јас се играм 2 пати. Тоа што треба да го дадам. Малце ми е нехумано да ги ранам во само еднашка. Во летниот, кој е лето, значи во летниот временски период, јас ги ранам исклучително само навечер кога ќе завали, затоа што не се кучиња кои што кажуваме со скратени дишни патишта, многу по тешко дишат летно време и храната многу потешко им се вари. Затоа за да им олесниме при таа работа на нивниот метаболизам и на дишењето, ги ранам некаде во доцните вечерни часови кога малку се поладно. За да можат потекот на ноќта убаво да се апсорбираат од сите овие компоненти. Иначе е ваш пратник куче кој сака луѓе, кој се вклопа во фамилијата кој што кажувме веднаш. Ја спомена и негата. Сега многу мина од овие раси, речеме тука и мопсот и така натаму, велат прекрасно крзно, меѓутоа знаат да бидат тие како бодликави иглички кои што може да ги начекате на она сега дека по стреси малце се митари во моментов, иначе воопшто не се митари во овој период. Куче кои се митари во овој период ќе кажеме дека има проблем со недоволно калории и витамини внесувано не е добра храната во моментов кога кучето јаде. Затоа кажувам мора да се внимава на храната, за да самото крзно биде јако, цврсто и да не се митари. Доколку приметите енорно митарење на кучето, веднаш ќе појдете кај ветеринар кој ќе направи бриз од самото крзно и од кожата и ќе види дали нешто недостасува во организмот или ќе се направите крвна слика како и не е угето. Овие иглички кои се знаат да бидат досадни вакненца по дома, ги решаваме многу брзо со тоа што сега имаме такви чешли и такви препарати
ќе си закажете ќе си закажете третман во некој груминг, некој грубер во груминг студио, ќе ни го ставите кучинцето еден час, ние го бањаме со специјален регенератор за затврстување на крзното и ги вадиме тие влакненца кои знаат да бидат досадни и наредни 3 месеци вие немате проблем со нормално кога ќе се стопли, знаат да си стават летна влака. Неколку пати можеби треба да се повтори процедурата на нивно капење. Се е генетика. Капењето се со најновите регенератори, шампони кои ги поседуваме ние груминг мајсторите, може да се го бањате да се вели секоја недела, затоа што живее со вас треба да е дома чисто. Оние шампони кои се во маркетите и нема таква убава ПК вредност за да може да ги бањате постојано, односно и штетат на самата кожа, на самото крзно. Исто важи за оние суви шампони, Стефан? Да. И сувите колку се добри, толку се лоши. За жал кај нас на пазарот влага се што. Така да мора да пак ви кажам, имаме луѓе стручни во Македонија и во Скопје, интернетов ми е на располагање. Се што така е. Ја не ми е проблем. Пишете ми, јавете ми се во Пет маркетот ќе добиете совет, само да правилно ги чуваме овие бораси, да се ги заштитиме, затоа што полеки Македонија и македонската кинологија стануваме земја каде што го цениме тоа што е убаво. Така. Мора да кажам дека веќе починаат многу луѓе да се занимаваат со кинологија, да барат скапи и убави кучиња за да може да прават понатака репродукција. Дај Боже да извадиме некои си европски и светски шампиони, да имаме зашто се гордееме да е бул расвида од Македонија. Добро се огледа, познавајќи ги твоите, сигурно веројатно и Срне ќе биде во категорија. Па да, јас имам учествувано на поголеми манифестации, да, имам најтрофејна женка, шампион на 11 земји, со која се гордеам премногу. Имам мажа кој е шампион на 6 земји, меѓутоа се уште го немам достигнат оној врв да појдам на некое светско или европско или крафт надпреварување каде што ќе си ги одмерам силите со оние луѓе од кои сум немал куќе, сум седел на интернет и сум гледал како го прават тоа, како се занимаваат, сум им досаѓал да ми кажат совети и обично некои суди од надвор со кои соработувам, кога ќе се видиме на изложби ми посет, еве го досадното детенце кој не пишуваше, не спамуваше на интернет се оре. Успешното кога го имате замислено како. Сега ми се пријатели, сум јас си ги сакам, си ги почитувам, тие ми се мои ментори, така да јас повдека сум отворен затоа што во Македонија нема многу одделувачи, сум само нарасала. Апсолутно. Сакам да помогнам на сите да се почнат да се занимаваат со француски булдог, вреди или англиски булдог. Верувам дека вреди. Дали некаде постои да речеме посебна земја каде што се прават специјални изложби, кинолошки изложби на овие булраси? Франција како нивна матрична земја има многу специјалки, не ги викаме специјалки, каде што се прејуваат повеќе од 200 примероци на расата и учествуваат се надпреваруваат во категории во јуниор, папи, најубаво бебе, најубав сениор, професионален хендлер, најубаво презентирање на кученцето. Така да Франција да, како земја, меѓутоа тоа е марче како светско првенство што го организираат кукиве кои се задолжени за некој спорт како федерации. И да кажам Светската кинолошка федерација секоја година тоа светско или европско првенство го презакажува во различна земја, за да само да биде поинтересно. Значи не е да речеме фокусирано на една земја домаќин во случајот. Се надевам дека Македонија доколку ја поправиме кинологијава кај нас таква како што е, дека некогаш ќе бидеме и ние домаќин на едно европско надпреварување. Верувате, тоа се прави во сали, се прави со специјална светло, со црвен килим. Тоа е празник на кинологијата, сите хотели се однапред букирани, сите одледувачи од цел свет се тука беше во Брно пред лани. Во Брно беше навистина прекрасно. Сите хотели беа pet friendly, сите кафичи беа pet friendly. Цел град живееше за тие 3 дена додека траеше манифестацијата. Имаше околу 800 новинари од сите земји. За да го проследат наставот. Да, јас на Купи Милник имам репортажи, имам свои фотографии каде што ќе може да ги погледнете. Во некоја следните издание може. Светска изложба во Брно, каде што јас мислам тоа е 3 дена. Велам ќе штедам од мене, нема да си купам зелење, меѓутоа ќе си букирам хотел. Ама знаеш дека ќе си го оствариш еден. Сега во моментов за жал како посетител, но дај Боже затоа што веќе имам капацитет, имам примероци кои мислам дека можат да настапуваат. За да се вклучиш во целата организација. Да, ете така. Браво. Пред да се збогуваме, помина и првата официјална изложба во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија, како помина и беа представени повторно во француски булдози од Македонија немаше, за жал. Иако има пар луѓе кои јас знам дека ги чуваат и можам да кажам дека сум тој лошиот кој
им наоѓа замерки нонстоп и советува како треба правилно. Иако се прават одедувачи, македонските одедувачи за бураците на повеќе во изложби кај нас ги нема, што одлика на тоа дека нели се плашат да го извадат својот примерок во конкуренција со оние луѓе кои беа прошлиот викенд во Форца од Полска, од Чешка, од Франција, од Романија. Имаше 20 на француски булдози, 10 на англиски булдози, кои се надпреваруваа во своите класи. Трето најубаво младо куче зема француски булдог од соседна Бугарија. Значи повторно во главните награди. Можем да кажем меѓу трите најубави кучиња на млади на изложбата беше француски булдог. Пленат со својата убавина, пак ќе кажам. Дефинитивно. Кој не чувал не знае. Стрна е веќе вработена во пет маркетот кај мене, она си доаѓа со мене на работа. Она ми е некој вид на маскота во пет маркетот. Секој кој сака да види како е да бидеш во присуство на булдог. Јас ќе нека дојде во пет маркетот или ќе ма поземам нека свртат некој крушев парк да видат за каква раса станува збор. Стефан, ти благодарам за убавиот повторно примерок на француски булдог. Срно дефинитивно ќе ја представи во следните неколку изданија со оглед на тоа дека за не започнуваат допрва професионалната кариера и Ти благодарам уште еднаш. Фала веќе во следните гледачи. Ви благодарам и на вас што бевте во овој издание на Телан 5. Бидете со нас.